Беше тоа на 20. јуни 1666 година, кога во извештајот на Фра Бернандино од Дубровник се вели дека селаните од Скопска Црнагора живееле многу бедно, не само поради турските даноци, туку и од разни одметници, разбойници кои постојано ги плячкосувале. Беше тоа на 20. јуни 1913 година кога започнале борбите за Кукуш, пошто грчката војска го опожарила и тој за неколку дена бил срамнет со земја. Илјадници кукушани и од околните помали места ги напуштиле своите живеалишта и поголемиот дел од нив преку Беласица пристигнале во Струмица. Беше тоа на 20. јуни 1936 година, кога за прв пат е организиран штрајк на македонските градители. Поради тоа, овој датум е прогласен за Ден на градежните работници на Македонија. Беше тоа на 20. јуни 1979 година, кога во издание на НИП Нова Македонија, редакција Вечер, излезе првиот број на енигматскиот забавник Котелец. Беше тоа на 20. јуни 1996 кога во Брисел, Република Македонија и Европската Унија со размена на писма го прифатија текстот на спогодбата за соработка. На 20. јуни 1867 година во селото Ерџелија е роден Андон Стојанов, познат како Дончо Штипјанчето. Тој бил македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член и деец на македонската револуционерна организација. Во април 1896 година Дончо бил фатен од страна на турските власти на влезот во Битола при пренесување бомби, револвери и муниција. Од турските власти бил подложен на најжестоки мачења, но тој не издал никого. Дончо бил осуден на 101 година затвор во Пранги, а оваа казна подоцна му била намалена на 15 години. На 20. јуни 1920 година во Куманово е родена Магдалена Јорданова Антова, обична работничка, шивачка, која била примена како член на СКОј во 1939 година. По фашистичката окупација на градот, таа успеала да ослободи неколкумина заробени војници од војската на Кралството Југославија, а со братот Методи прибирала поголемо количество оружје. Била борец на кавадаречкиот партизански одред, кој по предавство бил опколен од бугарската војска и полиција во една селска воденица. Во битката Антова загинала заедно со повеќето своји соборци. Незината трагедија е во тоа што таа била предадена од собствениот татко. Поради овој настан, денес во Куманово се користи изразот Антова несреќа. Во нејзина чест, едно кумановско основно училиште го носи нејзиното име. На 20. јуни 1922 година во Галичник е роден Александар Сариевски, македонски пејач на народна музика и композитор на новосоздадени фолклорни песни. Во 1946 во македонското радио тој е снимил првата песна Абре невесто око калешо. Сариевски бил еден од основачите на ансамблот Танец. Тој бил успешен композитор и текстописец на познатата песна Зајди, зајди јасно сонце. Неговиот музички опус представува дел од македонското културно наследство. Сариевски починал на 19 декември 2002 година. На 20. јуни 1912 година во Кавадарци на подмолен начин е убиен Добри Даскалов, македонски револуционер и војвода, еден од најмаркантните револуционерни личности во Кавадарци. Роден е на 13 ноември 1882.